Велат, трескавец го одзема с диво два пати. Првиот пат сигурно ќе останете без див, без разлика дали речиси 2 часа се искачувате по стрмната планинарска патека, а вториот пат, кога веќе сте се искачиле до манастирот, на надморска височина од 1280 метри, ќе ве остави без див погледот од кај Макчелан преку Баба и Пелистер, па се до Бабуна со Солунска глава. Не можеме а да не го споменеме монументалниот лав, кој спокојно илјадници години го наблюдува секое ново изгресунце. Првиот христијански храм на ова култно место се датира некаде околу 5-тиот и 6-тиот век. Известно е дека најголемиот дел од денес видливата архитектура на црквата потекнува најмалку од крајот на 12-тиот и почетокот на 13-тиот век. Двокрилната врата, поставена на западниот влез, изработена во 16-тиот век, представува врвен дострел на познатата Прилепско-Слепчанска копаничарска школа. Најстариот живопис што ги покриват зидовите и страничните оддели се поврзува со даренијата на кралот Стефан Душан. Низ вратата низ која хронисаниот цар излегува од црква, ниеден друг не смее да помине. Затоа оваа врата е зазидана. Царот Стефан Душан, кој во манастирот дошол како освојувач, станал еден од неговите најголеми ктитори. Фреските на сводовите и зидовите се насликани во 90-тите години на 15-тиот век. Некогаш на таа целина и припаѓале и фреските од олтарниот дел, но со неговото повторно градење, денес тој дел го покриваат фрески од 16-тиот век. Манастирската црква во својата основа има облик на еднокорабна крампа, но по неколку фази на градењето низ вековите, денес таа добила невообичаен изглед. Јордан Хаджи Константинов Джинот забележал едно предание. Имено, султанијата Кала Мара била една од жените на турскиот султан Мурат II. По неговата смрт, на пат кон својот вилает Мариово, султанијата застанала во манастирот за да се причести. Владиката во манастирот не ги отворил манастирските порти и забранил да й се даде причест на султанијата, која живеела во брак со некрстениот султан. Тој чин многу ја разгневил Кала Мара, така што и наредила на своите 500 војници да го срушат манастирот и да ги заколат сите 300 монаси. Од крвта на калугерите се создала огромна ламја. 100 години поминале кога силен гром ја отепал ламјата и го ослободил манастирот. Платото под Златоврв, како и неговата непосредна околина, изобилуваат со сведоштва за човечко присуство уште од давнина. Надписите на мермерните споменици упатуваат на постоење на населба со име Колобаиса, како и незнабожечки храм посветен на Аполон и Артемида. Со цел да го заштитат манастирот од честите громови, уште во давнешни времења монасите поставиле златно јаболко на највисоката точка на манастирот на врвот Златоврв. И на крајот уште еднаш, тоа е трескавец, откраднат од минатото за да ја сведочи вечност. Трескавец и денес обстојува во слава на онаа која е почесна од херувимите и неспоредливо пославна од серафимите, мајката на нашиот Бог, нашата поборница и војводка Пресвета Богородица.